Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, го пречекавме, го прославивме, помина 11 октомври, нашиот револуционерен празник, празник на револуција, прва пушка, се крена македонскиот народ, се крена партизани, се крена оние храбрите и започна процесот на ослободување на Македонија. Во рамките на тоа, многу не се задржувам и малку сум лабав периодов и дури и оние формални писма што стигнуваат и оние наслови кои ги пренесуваат, па и мојата редакција некако и не ги читам во последно време, но ме натераа добро да проследам што Република објавила откако видов некои реакции на социјалните мрежи од така наречените соросоиди, кои почнаа нешто да плукаат по Орбан, па да плукаат ова, па да плукаат она. Мене секогаш они ми се како лакмус. Они ми се показател, викам, чекај сега да видам што се случува. Не во смисла, и тоа бидејќи се покажало многу пати и докажало, не во смисла дека нешто лошо прави власта, напротив, нешто добро прави. Бидејќи обично ако е нешто лошо, лошото сите го разбираме и после еден ден, да речеме, почнува една плима од обвинување, не знам, удрил гром таму, владата и после неколку сати или утре дента владата била крива што удрил громот таму. И тоа е, како да ви кажем, сега една нелегитимна, ама сепак политичка борба која сегде во светот секогаш и секогу му се случува. На ова немаше некаков посебен аларм и викам, што ли ги возбуди овие? Прво беше обраќањето на Орбан. Унгарија е председавач со Европската унија. Орбан е како нејзин исторен член, нели, како председател на Унгарија и онај фронтлайн, што се вика фронтмен. Излезе едно германче, почна да го вреѓа, да го пцуе, што да ти кажам, најдно, она како типично со расписко дно и тоа некој обвинување кои, брат, едноставно, слушај, ти си ружен, ти си глуп, ти си ваков, ти си таков, ти на перо си му ида. И тоа се некои, како да ви кажам, као чаршишки муабети, са малце една поубава обланда, демек, ти си слуга на Путин, ти си слуга на Кина. Значи, тоа се реченици, како сум ја слуга на, па има шангајки. Мори мајко. Носиш шангајки и ти си, тоа е тоа. Сум те видел, ја пиеш водка и ти си слуга на Путин. И тоа се такви обвинувања, нели, од ништо да направиш нешто, колку да направиш некаков ефект на говорница. Излезе Орбан, исчисти патосот. Да, малиот првин се јави откако Орбан одржа говор. И потоа, нели, ама точно она паразитче кој никогаш ништо не работел у живот, роден 90-та година, едноставно апаратчик. Ги имаме ние такви у нашава политика, не е проблем да бидеш политичар од кариера, туку ништо никому да сработиш кога си политичар, ти си слуга на народот. Работиш ли ти нешто у врска со народов? Може би не работиш у приватен сектор, ама работиш ли, заработуваш ли, правиш ли нешто? Ние имаме професионални политичари кои тоа како си го заслужуваат тоа што го работат, затоа што демократијата има потреба од такви добри и искусни. Александар е таков, Илија Димовски е таков и така натаму и така натаму. Но ова ми беше, викам, што волку се вознемирија сега со росоидиве, со Орбан, па кредитот кој почнуваме да го трошиме од нова година, тоа е негдека пола милиарда. Од тие пола милиарда
половината, значи 250 милиона идат во општините. Најдобриот можен политичко-економски потек. Бидејќи сите што си правеа нели, алаш вериш за некакви си, правиме патишта, правиме коридор, ни пари гледаш, ни коридор, ни пат, ни бутор. Ова се пари кои ќе идат во општините, каде што народот, каде што потребите. Буквално на Македонија уште и фали канализација и водовод, а да не зборам и основни работи. Јас се надевам дека овој пат народот ќе го цени, затоа што кога порано тоа не го правеше, падна на пропагандата, на шарената револуција. Сега, народе, гледајте, отворете очи и гледај што се прави, затоа што немавте што да видите дека нешто воопшто се прави изминативе 7 години. Она што мене многу ме импресионираше е најновата вест од Европската Унија. Тоа не е најнова вест, но ова е финализација на еден процес кој до сега не го финализирале. Ја можам само да си спекулирам и да не бидам точен во моите шпекулации, затоа ќе се обидам само сухопарно да ги пренесам, но ќе ги споделам моите емоции. Европската Унија ги одобрила економските развојни политики на Македонија и инвестира и одобрила 6 милиарди долари. Секако, не се сите 6 за Македонија, тука и Албанија, и Косово, и Црна Гора, но работата е дека конечно Македонија, незиниот пакет за развој е одобрен и севкупно, бидејќи, пазете, не може да се подели, Србија ќе има милиарда, овие ќе имаат 500 милиона, ние ќе имаме милиарда и 2, и не знам, и така надам. Значи, ова е цел пакет кој го опфаќа цел регион. Они мора да бидат синхронизирани, не може едно без друго. Како да ви кажам, тоа е како куќи лепенки, како згради лепенки. Јас сега ќе ставам овде ка изолација, хидро и противпожарна, а што ќе прави комшијата нема везе. Ало бе, ако се запали, све ќе отиде. Не, ја ќе имам изолација кај мене, ништо немаш. Така и во овие економски политики се обидувам на најпримитивно, на најрамно ниво да ви ги опишам, дека ова е голема работа, пред се за Македонија и за регионот. И ако во регионот се оствари тоа што се налага од Европската Унија, бидејќи парите ќе ги добиеме до 27 година, оваа програма, и парите ќе ги добиеме по извршување. А тоа е слободен проток на луѓе и стока. Значи, нашиве веќе се договорија со србите за едношалтерски систем. Не знам што толку се подготвува обновување на граничниот премин со Бугарија. Значи, тоа се тие активности кои треба да овозможат што е можно понепречен трансфер на луѓе и стоки. Тоа Европската Унија нема да прашува шаком и капом ќе даде, и тоа се големи пари. Тие пари ќе влезат во буџетот, ќе влезат во организации кои ќе работат, кои ќе прават, и тоа е голема работа, тоа се големи пари. Сите ќе имаме бенефити. Колку повеќе ние правиме, тоа е бенефити за Бугарија и за Србија и за Косово и за Албанија и виз верса, колку и они повеќе прават, затоа што ќе се раздвижи целиот регион. Европа тоа е. Земјите на Бенелуксот е тоа. Шибаат камиони, шиба роба, со што помал се задржување и после им било добро. Тоа е тоа доброто. Згора на ова, кредитот од Унгарија, кој не е кинески, не е ни руски, туку се европски пари дадени специјално на Унгарија, а Унгарија има право за што ќе ги инвестира. Тоа се сигурно повеќе од 500 милиона кои ги има на располагање Унгарската банка. Унгарската банка смета дека добро е за Унгарија да инвестира во јака економска просперитетна Македонија. Дали размислувате, што мислите дека затоа што сме им мили, затоа што не сака, затоа што е од нивна корист да имаме стабилна, да имаме добра, да имаме просперитетна држава, затоа што во целиот регион после тоа се чувствува. Значи, не можеш да се изолираш едно од друго. И ова ми е радост. Ова ми е доказ на она што претходно го говорев, дека добри работи ќе се случуваат во Македонија и почнаат да се случуваат.
И не е тоа само од добрата волја на Јанко како министер. Не, тоа се процедури на доверба и професионализам и политичка зрелост кои треба да ги предочиш пред Европската Унија за да те ги одобри. Зошто не ги одобрила пред 3-4 години? Тоа останува прашање кое вие многу брзо ќе си го одговорите. Јас си го имам одговорено. Оваа власт за многу кратко време покажа нешто што никој не го правил во Македонија од самиот почеток на власт. Не крадел. Дали разбирате дека за многу време, кратко време, таа руина која ја наследивме, Хирошима и Нагасаки, после владењево на претходниве арамии, се санира многу побрзо само од една причина. Што парите не одат во црна дупка, во криминал, во крадење, во лубриканти, во службени автомобили. Тоа е тоа. Затоа сум позитивен и знаете што? Кога го кажував тоа, имав инстинкт. Ова е еден од доказите, ова е најновата вест која излезе сега и еве во Пеца Бајле, од позитивна возбуда го снимам ова и навистина ме радува. Ме радува и за мене, ме радува за мојата фамилија, ме радува за цела Македонија. Не може никому да му е добро ако на комшијата му е лошо. Буквално и физички. Не можеме ние да бидеме богати, а некој да ни гладува. У наше мало или комшија до нас. Исто и со земјите. Македонија не смее да заостанува. Не заради сожалување, заради сеопшто добро на сите околу нас, но не можеше да мрдне со претходниве. Не можеше. Они се шлепаа на тоа дека ќе ги решат сите политички проблеми со комшиите, кои забегаа крајност и си дозволија невиден, без преседан криминал. За апсењата ќе збориме друг пат. Особено новиот процес кој го очекувам. 27 април, вториот дел. Тоа ќе биде. Слушајме.